Ама не сум тој Зоран Заев што го гледате на Сител, Канал 5, МТВ, оти најверојатно има друг Зоран Заев. Кога ќе пуштите таму, мислите дека се работи за некој сосема друг човек. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја има честа, доверена токму од вас, да ја води оваа прекрасна општина. Каде што испративме порака, дека ако се сака се може, дека може да има и дебата, дека е слобода, дека нема закани од локалната власт кон некого, дека дебатираме и прифаќаме и она што е добро од нашиот политички опонент, секогаш трудејќи се да го леснеме животот на сите. Јас вчера зборував по повод големиот наш празник, Свети 15 Вириополски свештеномаченици. И зборував искрено. Зборував како градоначалник пред се, но и како човек. Струмичани ме знаат и по еден мој атрибут. Велат, Зоки е секогаш насмеан. И точно е. Но во последно време не сум толку насмеан. Тажен сум, не сум среќен, заради тоа што работи човекот во мене. Пред се сум човек како сите вас. Нема среќа во едно семејство ако се околу нас е несреќа. И денеска живееме во мачнотија сите. Дори оние што го имат финансиски заокружено месецот и годината. И тие живеат нестрекно, од и 2 чекори напред не можат да проектират за своите деца. И оние кои што се во по-благопријатна состојба, немат слобода, се плашат, подзакани се, подуцени секој ден. Живееме во време кога сите граѓани на Македонија се нестрекни. И кога и малите деца знаат дека не ни чини состојбата во државата. И знаат дека не е во ред. И знаат дека како одминува секој месец, секоја година е се полошо и полошо. И зарем првиот човек на опозицијата не треба да реагира. Не треба заедно со својот народ да го охрабри, да го коригира тоа што не чини и да му каже стоп на тоа што е тек на пропаѓање на оваа наша земја. Зарем треба, еве наредниот петок е Свети Никола, да му одам на именден на Никола Груевски и да му ја пеам не си го продавај Колјо чифликот. Чифликот негов може да го продава колку сака, го продаде македонскиот чифлик. Буквално ни е разнебитена државата од секој можен аспект. И тоа го знаеме сите како бел ден. И затоа мораме да реагираме. Мораме да го спречиме тоа што е секојдневие во нашата земја. Нема да зборувам за состојбата во сите области. И во медиуми, и во правосудство, и во образование, и во здравство, и во култура, и во земјоделие, и во малото стопанство, и во големото стопанство. Катастрофа е од секој аспект. Очај, лелек и плач е по целата наша земја. И при тоа, сите знаат дека ова вака ако продолжи, најверојатно во одреден период од денеска натаму ќе нема потреба ни од СДСМ, ни од ВМРО, ни од било која политичка партија во државата. Меѓународната изолација ја носи Македонија кон неповрат, финансиското задолжување ја носи Македонија кон неповрат, меѓуетничките тензии кои што се повеќе се на повидок на граѓаните и истовремено силен загрижувачки фактор кој што дополнет со економска криза кај сите заедници во Македонија е исто носат Македонија во неповрат. И сите знаеме дека ако нешто не направиме ние дома, никој од надвор нема да дојде тоа да го коригира. И затоа сум прв во опозицијата. И не ни недостасува ниту храброст, ниту одважност. Сме решени до крај. Со единствени цели и барања кои што ги има во сите извештаи на Европска Унија, на State Department, на Freedom House, на Репортери без граница, на било кој извештај кој што ги нотира состојбите во Македонија се и наши барања. Мораме да се нормализираме државата.